Денеска во музеј галеријата на град Кавадарци беше отворена изложбата под наслов Археолошките локалитети во Кавадаречко. На 41 пано над 180 фотографии кои што можат да ви понудат да видите дел од она археолошко богатство во Тиквишијата и во Кавадаречко. На почетокот вовед во изложбата даде Весна Ѓорѓиева, виш кустос археолог, а потоа за самата изложба говореше и воедно ја прогласи за отворено професорот по историја Мики Камчевски. Станува збор за голем број локалитети, тоа почнувајќи од најстарите, од праисторискиот период, преку античкиот, па се до доцниот среден век. Всушност, представува еден континуитет на живење и доказ за континуитет на живење на овие простори. Со самото формирање на нашата организација во 1976 година, археолошкото одделение започна со своите активности, пред се во почетокот со рекогносирање на истите, за да покасно веќе почне со скромни сондирања и на крај да заврши со систематски археолошки истражувања. Територијата на општина Кавадарци е богата со голем број на археолошки локалитети, досега се евидентирани над 200 археолошки локалитети во археолошката карта, но во оваа прилика имаме можност да ги видиме оние најважните, најзначајните и всушност ова представува еден сегмент од ова наше недвижно културно наследство кое што континуирано го работевме изминатите години. Како што реков, почнавме веќе некаде во 1981 година и тоа кооптирајќи само членови од нашата организација, за да во 1986-та исто така кооптираме членови од нашата организација, меѓу кои учествував и јас како приправник на истите под раководство на Воислав Санев и тоа на археолошкиот локалитет на неолитската населба на локалитетот Чаковец во непосредна близина на селото Ресава. Исто така во текот на наредните години со стекнувањето на звањето виш кустос, а со тоа и стекнување на законските нормативи, веќе од 1999 година започнав со раководство на овие научно-истражувачки проекти, пред се археолошки истражувања и ископување на овие наши локалитети, и тоа почнувајќи од локалитетот Танко Патче, па преку локалитетите Моклишко Кале, Белград, Танко Патче, исто кажав, Пешково Риче, на локалитетот Градиште во непосредна близина на селото Дреново, исто така локалитетот Картозов Рит, исто така во непосредна близина на селото Дреново. За одбележување е дека на локалитетот Градиште или античкиот град Еударист или Аударист откривме антички храм кој што е посветен на богот Дионис. Исто така за одбележување е фактот дека некаде од 2009 до 2016 година, изимајќи ја 2015, работивме на археолошкиот локалитет Картозов Рит, каде што отворивме ранохристијанска базилика со своите раскошни диспозиции, со сите пропратни елементи на базилика, и тоа парапетни плочи, бази, капители, столбови и така натаму. Со одбележување е фактот дека отворивме овде поден мозаик, и тоа во апсидалниот простор, и тоа прв од ваков вид во Кавадаречко. Исто така отворивме овде и крстилницата и некрополата, кој што се составен дел на самата базилика. Од веќе 2011 година во овие искупувања активно учество зеде и колегата Трајче Цветков, а од 2013 исто така активно учество зеде и колегата Раде Атанасов, кои што заедно со мене се сепак и автори на оваа изложба. Ако ја погледнеме археолошката карта во општина Кавадарци, ќе видиме дека на територијата на нашата општина досега се откриени голем број археолошки локалитети или значајни археолошки наоди кои датираат уште од раниот неолит, па преку античкиот период, па се до средниот век. Што јасно говори дека овој простор бил населен во континуитет уште од праисторијата. Токму тоа ни го кажува дека Тиквишијата спаѓа во редот на оние региони со многу поголем број на археолошки остатоци, а за тоа сведочи и познатиот македонски археолог доктор Иван Микулич во својот труд Топографија на Еударист, каде што вели: најголема концентрација на антички остатоци во Кавадаречко се наоѓаат во атарот на село Ресава, каде се наоѓаат концентрирани бројни антички и средновековни локалитети. Овој показател самиот по себе говори за тоа дека овој предел во континуитет бил населен уште во праисторијата, како што е локалитетот Чаковец, а преку античкиот период и средниот век па се до денес. Големото археолошко богатство кој што го содржи Тиквешкиот крај, низ годините привлекло голем број на еминентни истражувачи и научници, како што се Богдан Филов, Никола Вулич, Воислав Радовановиќ,
еромонахот Јосиф, Иван Миколич, апостол Керамитчиев, Фанула Папазовгулу, Димче Коцо, Вера Битрахова, Виктор Лилчич и други.